Рокот за исплата на плата од доделената државна помош истече. Газдите кои поделија плати се спасија, за другите следуваат кривични пријави. Од Генералниот секретаријат на владата велат дека кривични пријави ќе има за 344 компании. Списоците биле ажурирани, па од 708 фирми кои првично се најдоа на неславната листа на компании што не поделија плати за април и мај, половина побрзаа да ги исплатат работниците во дополнителниот рок, а половина ќе бидат казнети. Владата денеска ќе поднесе барање до основното јавно обвинителство за работодавачите кривично да одговараат. Со истите бројки излезе и управата за јавни приходи. Заклучно со плаќањата до 7.8.2020 година, за април не исплатиле плати 147 фирми, а за мај 197 фирми, на кои им била исплатена финансиска помош, а не исплатиле плата на вработените. На управителите им се заканува затворска казна од 1 до 10 години, а паричните глоби изнесуваат 3000 евра за правното лице и 900 евра за одговорното лице во компанијата. Дополнително, околу 3700 фирми им поделија помалку пари од минималецот на над 53.000 вработени. Фирмите добија 14.500 денари по работник за месеците април и мај. Државниот буџет беше оштетен за 384.000 евра. УЈП ќе ги објави злоупотребите за исплата на јунската плата набрзо. И покрај барањата на бизнисите кои кубурат со пари, владата не помогна. Не предвиде државна помош за исплата на плата за јули и август. И додека компаниите најавуваат затворање на бизнисите и нови откази, задолжувањето за трите сета економски мерки надмина милијарда евра, а јавниот долг достигна историски највисоки 59,5% од бруто домашниот производ.